I am a second generation farmer. My parents started this farm in 1962. Јас сум земјоделка од втора генерација. Моите родители ја направија оваа фарма во 1962 година. Татко ми не почна како земјоделец, туку како владин економист, а одлучи да биде земјоделец кон крајот на своите 20 години. Тие започнаа со сладка пченка, затоа што мислеа дека тоа е она што му треба на светот. I actually am somebody who has never missed a single summer. Земјата која ја обработуваме сега ја купија во 1966 година. Никогаш не сум пропуштила ниту едно лето овде на фармата. Сакам да одгледувам зеленчук затоа што тоа е единственото нешто што никогаш нема да излезе од мода. Се друго што е храна се чини дека е под некои здравствени прашања, но зеленчукот е сосема здрав. How hard is it to get land and start a farm? It takes more than most people have. Колку е тешко да се добие земјиште и да се почне со фарма. Потребно е многу отколку што повеќето луѓе имаат. Пред 60 години округот Ферфакс помина кон фарми за млечни производи во предградијата. Тој развој таму беше поле на фронт. Ако одите понатаму, тоа е полето Томсон, а преку улицата е полето Вајтмен. После него е полето на Бредли Томсон. Така сите овие се стари земјоделци од пред 50 или пред 60 години. And so when my parents bought this piece of property, Кога моите родители го купија овој дел од имотот, тука немаше приградски развој. Тоа беше пат со 2 ленти, рута 7, која сега е автопат со 6 ленти. А сите производители на млеко седеа на својот имот и чекаа да го продадат млекото и да заработат многу пари. Може би нема да верувате, но земјиштето што беше продадено во непосредна близина на нашиот имот во 2008 година чинеше $500,000 за хектар неизградено земјиште. И тоа е огромна сума на пари што треба да се потроши и да се одгледува зеленчук. I do not think I'm the last generation that will farm this land. Сметам дека не сум последната генерација што ја обработува оваа земја, бидејќи имам внуци кои се многу помлади од мене. Тие се 30 години помлади од мене. Исто така ја имаме Кери, која е косопственичка и таа е 20 години помлада од мене. I think the land will stay because my siblings and the next generation down. Верувам дека земјиштето ќе остане, затоа што моите браќа и сестри и мојата следна генерација се согласија дека нема да ја продадеме земјата. Мислам дека луѓето не треба постојано да се плашат од промените. Секогаш има можност промените да бидат добри. И затоа имате и деца. Затоа ги воспитувате луѓето да бидат подобри луѓе. И тоа е поради тоа што сакате да се појават можности.